Во најмала рака е контраверзно да воочи празникот на сесловенските просветители се поставува споменик посветен на античкиот период и на личност од античкиот период. А многу по-контраверзно е тоа што во едно тешко време на оваа сиромаштија, на оваа невработеност, каде што нема пари за здравството, нема пари за образованието, нема пари за социјалните случаи да се помогнат, меѓутоа се наоѓаат огромни пари. Официјалните податоци што ги кажа дека тој споменик што завчера беше поставен кошта преку 5 милиони евра. Во центарот на Скопје, на километар квадратен, се истурија стотици милиони евра во периодот на најголемата криза, кога народот страда буквално за леп. Тоа е, мислам, всушност најголемиот греф на оваа влада во овој период. Ако можете да забележите, токму од како почна реализацијата на проектот Скопје 2014, како никогаш во претходниот период се отвори не само во Македонија, туку и надвор од Македонија прашањето на националниот идентитет. Со други зборови, само се подсетиме на оние пораки што ни доаѓа од нашите пријатели ширум светот, дека националниот идентитет е нешто за што не може да се преговара, нешто што никој никому не може да го одземе и дека само ние самите со контраверзни постапки можеме да го проблематизираме. Тоа не е прв пат Георгиевски да излезе со таков предлог. Тоа го има кажано и порано, и тогаш, и сега ќе го повторам мојот став и ставот на Социјалдемократскиот сојуз. Спорот со Грција околу името на нашата земја е премногу важен. Можеби и најважен спор или проблем кој што го имаме во овој период, бидејќи ни ја блокира евроатланската иднина, меѓутоа ни предизвикува и многу други тешкоти тука внатре во земјата. Тој спор не може да се реши со импровизации и со лицитирања на пресконференции од било кого, без разлика дали се работи за политички партии, медиуми, поединци и така натаму. Тој процес единствено може да се води организирано од страна на тие кои што го имаат легитимитетот да ја водат државата, значи председателот, премиерот, министерот за надворешни работи, а тие доколку имаат потреба да побараат поддршка од страна на опозицијата или граѓаните, ние сме тука. Всушност го знаете нашиот став, а тоа е дека секое решение кое што нема да задира, нема да го повреди, нема да атакира на нашиот национален идентитет, а кое што е прифатливо за оваа влада на Никола Груевски, ние ќе го поддржиме. Ние таква влада нема да поддржиме. Мислиме дека ситуацијата во која што се наоѓа Македонија и проблемите со кои што се соочуваме не може да ги решава експертска влада. Треба да ги решава влада со политички легитимитет. Ние имаме политичка влада. Доколку можат, умеат, знаат, нека ги решаваат проблемите. Ако не можат, нека го соопштат тоа јавно и нека се повлечат.